Само што започна првата ноќ како владата донесе мерка за ограничување на движењето од 21 часот до 6 часот наутро. Или со други зборови полициски час. Додека сте вие дома, тимот на ИРЛ ќе направи обиколка околу Скопје и ќе се обиде да ви долови дел од атмосферата на улиците во главниот град. Добро вечер, господа. Ове лети водичка. Само што бев запрен за рутинска контрола од страна на полицијата. Откако ме легитимираа дека сум новинар, брзо потоа ме пуштија. Имаше уште неколку автомобили кои што беа запрени, меѓутоа полицијата не сакаше да даде изјава на камера. Еви ги колегите од канал 5 телевизија. Како е за време на полициски час во Скопје? Помина еден час од како започна, ние отидовме со екипите на полицијата кои што беа кај железничката станица, министерот за внатрешни работи беше таму. Тргна во проверки обиколка на терен за да се види дали се почитува Впечаток твој за сега се почитува или не? Па премногу е рано да се каже, иако мислам дека се уште има голем број на граѓани на кои што не им е јасно. Ние, например, затекнавме негде беше 15 до 9 граѓани кои што очигледно завршуваа со работа и бараат такси превоз за да си заминат во своите домови. Изгледа револтирано бидејќи не можеа да најдат такси превоз, меѓутоа негде точно кај 9 часот веќе тој дел каде што бевме на улицата на Рекорд беше расчистен. Скоро 11 часот. Од оно што може да се забележи е дека многу малку од граѓаните во централното подречје ја прекршуваат мерката за ограничување на движењето. Единствено новинарите кои што ги сретнавме и полицијата е присутна на улиците на главниот град. Продолжите да не следите на нашиот вебсайт irl.mk и на нашиот YouTube канал. А при тоа ве молиме и апелираме до сите вас да останете во вашите домови, затоа што тоа е единствениот начин на кој што може да се заштитиме од коронавирусот.